Да се затворат сите казина и обложувалници во Македонија. Стружани преку протест го изразија својот револт по последниот обид во градот да се отвори уште едно казино, и тоа во голем станбен комплекс на околу 200 метри од градинка и основно училиште. Во Струга има околу 50 казина и обложувалници, велат, што е недозволиво. Во градот има повеќе коцкарници од училишта. За какви вредности, велат, зборуваме? Каква порака е ова за младата популација, која допрва треба да го трасира својот животен пат? Се буниме, едноставно се буниме, и тоа не само во наше име, него во име на сите граѓани на оваа држава, бидејќи премногу се множија кладилници и казина. Барем да ги ограничат местата каде што може да се, а иначе сме за да нема казина во Македонија воопшто, како што има, например, како што нема во Грција, како што и во многу други земји. Меѓутоа, да не бидеме радикални, барем да не се на вакви стамбени места или блиску до школи, да најдат начин тоа да се дислоцира. Ова е една болест до нашето општество и гледаме секој ден лошо и полошо. Не само тие што играт, но и тие што го поддржуваат ова. Но ние бараме да се тргнуваат скроз од нашето општество ова дело што е многу лошо за нас. Децата се љубопитни, зарем треба да стражариме за да не скршнат од патот и наместо во училиште да завршат во кладилница. Лесно заработените пари се мамка од која нема назад. Стружани испратија апел до надлежните институции. Да ги забрзат јавната дискусиите што ги прават во парламент во врска со законот за казино, за и други игри на среќа, затоа што сите знаеме негативното влијание на овие дејности. Ја имаат поддршка на граѓаните и само нека го средат тоа, зашто не е добро ни за нас, ни за нашите деца, ни за воопшто ни за државата. Ова нема да запират овде. Ние ќе одиме и со нашите предлози во сите институции, во сите надлежни органи кои се зовем Министерството за финансите и владата. Политичките партии, сите до една, на последните избори ветуваа дека ќе се стави крај на ова лудило со отворање на кладилници, кои ги има на секој чекор и тоа во строгиот центар на Струга, и дека оваа дејност ќе се регулира законски. Очекуваме од парламентарците да го исполнат ова ветување во име на една здрава и просперитетна младина.